Секој со своја кампања, но и со заеднички презентации пред членството. На четворицата кандидати за председател на СДСМ им преостануваат уште 3 дена да ги убедат 23.000 членови. По шпекулациите дека поранешниот председател Зоран Заев го фаворизира Венко Филипче, единствената дама меѓу кандидатите Славјанка Петровска во ТВ интервју ги повика сите поранешни председатели да не прават дополнителни поделби во партијата. Застанувањето на кој било од поранешните председатели за било кој од сегашните кандидати. Мислам дека само дополнително може да ја подели партијата и да го отежне легитимниот избор на председател. Јас ги почитувам сите поранешни председатели затоа што оставиле свој белег во партијата и во државата. Меѓутоа, мене ми треба поддршка на членството. Филипче посочува дека секој граѓанин треба да биде слушнат и дека секоја идеја е важна. Ако стане председател, тој гарантира достапност. Најважно од се е другарството, релацијата, отвореноста, достапноста. Не може некој да не се јавува затоа што во моментот извршува некаква функција. Ако јас бидам председател, секогаш ќе бидам достапен. Така знам да функционирам. Таков сум бил и како доктор и како министер. И тоа е една од работите зашто се нафатив да се кандидирам. Новиот СДСМ станува основна опозицијска сила во собранието, порачува Јован Деспотовски. Планира градење капацитети за влада во сенка, која освен што ќе ги коментира мерките на владата, треба да предлага своји мерки, што ќе придонесе за создавање потенцијални носители на високи функции. Еден од адутите на Александар Бајдевски е економска платформа базирана на социјалдемократија. Најавува враќање на корените, на основните социјалдемократски вредности, правда, солидарност, еднакви шанси за сите и обуки за членството. На гласањето в недела новиот председател треба да добие мнозинство од регистрираните 22.735 членови. Ако ниту еден кандидат не добие толку гласови, наредната недела ќе се организира втор круг со двајца кандидати. Ова е трет пат да се применува овој модел на гласање, а пријавени се најмалку членови. Првиот пат во 21 се запишаа 69.000 членови, а Зоран Заев беше избран со 59.000. Димитар Ковачевски беше избран со 38.000 од запишаните 44. Малиот интерес годинава е резултат на длабоката криза и на најслабиот изборен резултат во историјата на партијата.